Мислам дека го имам на линковска врска по оваа технологија на Zoom, се разбира. Мојот нареден соговорник тоа е професор доктор Маријан Ѓуровски, експерт за безбедност и професор на Факултетот за безбедност во Скопје. Господине Ѓуровски, добро утро. Добро утро, добар ден, поздрав до вашите гледачи, до вашето студио. Пред да поминеме на оваа тема за која што сакам денеска се види да поразговараме, а тоа е се разбира овој нон-перипер и така, неодамна загубивте ваш драг колега кој што почина како резултат на корона компликациите. Малку еден осврт за тоа. Во неделата животот го загуби, за жал, еден наш млад колега, загуби македонската научна мисла, загуби македонската држава. Се работи за 46 годишниот професор доктор Александар Стојчев, раководител, директор на воениот музеј при Министерството за одбрана, еден од помладата генерација на научници во историската и воена мисла, кој низ историски факти и документи во суштина се го штитеше и се залагаше за македонскиот идентитет, но особено специфично за Стојчев е тоа што не врз основа на митови, туку врз основа на бројни факти и документи се залагаше и ги изнесуваше основните историски факти. Едно од капиталните дела всушност е и Букурешкиот мировен договор и поделбата на Македонија во 2013 година заедно со неговиот покоен татко Ванче Стојчев, капитално дело во кое низ историски факти и документи се осврнува на Букурешки мировен договор кој дава еден нов осврт и пред се тој е припадник на историската научна мисла од помладата генерација. Наследник е на генот и капиталното знаење на неговиот познат татко Ванче Стојчев и особено покрај ова дело тој ги истражуваше и документите во однос на развојот на Северноатлантската алијанса и за каков тип на пристап во историјата станува збор. Јас само ќе го цитирам неговиот последен елемент искажан во дебатата која организиравме во рамките на НАТО проектот за евроатлантските вредности и општествените предизвици низ призмата на образовниот процес. Покојниот Александар Стојчев ќе напоменеше дека треба да се поврзуваат актуелните теми со настаните од историјата, но исто така и да се напуштат застарените термини. Во темите за светот на Втората светска војна, според Стојчев, доминираат терминологиите за блоковска поделба, која треба да се напушти и да се пристапи пошироко да се изучува организацијата како Северноатлантската алијанса, бидејќи според покојниот Александар Стојчев, токму Вашингтонскиот договор од 1949 година за основањето на НАТО е пакт за мирот и не треба да се истакнува само воената компонента. Значи, сите историски факти, нашиот драг почитуван колега Стојчев, кој од недела веќе не е меѓу нас поради тоа што подлегна на заразата од коронавирусот, остави значајни траги како треба во суштина да се гледаат историските факти, да останат во заштита на македонскиот идентитет и вредности, но воедно и да се има нов тек во суштина кон основните елементи. Верувам дека воениот музеј ќе продолжи понатаму да работи во рамките на Министерството за одбрана со оглед на тоа што и оној негов придонес кој го даде во зачувувањето на ликот и делото, спомен собата, сите целокупни литературни единици кои ги имаше генералот Михајло Апостолски, всушност представуваше белек и спој помеѓу минатото и сегашноста и даде значаен придонес и кон македонскиот идентитет и кон македонската историја. Да, ви благодарам, господин Ѓуровски, за овој темелен осврт кон професорот Стојчев. Ужасна е оваа болест, навистина. Заминуваат луѓе кои што не само што не име времето, туку име далеко од тоа прашање уште колку се можеше да пружи вашиот колега во областа во која што заедно работите. Меѓутоа, еве и тоа нека биде добар вовед за ова што денеска сакам со вас да го поразговарам, бидејќи се работи за поврзување на историските факти со овие актуелни случувања. Го прочитав неодамна вашиот коментар на Deutsche Welle објавен за по повод нон-пейперот, насловот е кој го става барутот во Балканското буре, каде што во принцип излегувате со, би рекол, со две тези.
Не само дека е целиот тој проект мощно опасен, ги критикувате нашите официјални инстанции што релативно со молк поминаа преку ова, зашто може да има различни толкување, се разбира, но и дека е многу опасно да се влегува во повторно пласирање на идеи кои што ќе прават поделби во вашата колумна, велите дури и по религиска основа, бидејќи тоа е оној елемент кој што може би остане единствениот неискористен во кратката историја на постјугословенските поделби во минатите 30 на години. Господине Ѓуровски, јасно ми е дека сега веќе разговараме неколку недели после објавувањето на нон-пейперот и многу работи колку што остануваат нејасни, толку и се расчистија. Вчера коментарот на лидерот на македонската опозиција дека авторите на тоа биле не овие кои што ги знае цела Европа, која се на линија на веројатно Љубљана, Будимпешта, туку дека се тоа произведени шпекулации во рамките на балканските центри пред се од Заев па и така натаму. Не мислам да ве трошам на дневно политички коментари. Меѓутоа, секако овој вид на документи не се случајно објавени. Тие се провокативни, тие се шокантни, тие сметаат веројатно со овој тип на шокирани реакции сегдека, но на крајот останува фактот дека идејата е пласирана. Реално зачудува тоа што македонскиот политички блок ниту по ова прашање во кое е јасно загрозен територијалниот интегритет и суверенитет и границите во суштина, може македонската десница и левица да излезат со заеднички став. Треба јасен да постои став на политичарите за децидно не за промена на границите. Дали постоел или не овој документ, треба во суштина јасно да биде отфрлен, имаше нејасен одговор од Јанес Јанша и не треба да се повторуваат во суштина грешките од минатото, за да Балканот повторно за жал служи како издувен вентил за различните видови на европски идеологии. Преку неформалното промовирање на овој нон-пейпер, па макар и како лажна вест, во суштина според мене се прави обид за факторизација на Јанша на сцената на Европската унија и пошироко, гледајќи се себе си во улога на европски Доналд Трамп. Ништо случајно во суштина сметам не е ли тоа малку во негативен контекст. Ние не треба сега да се занимаваме со улогата да го убиеме лошниот гласник. Сметам дека треба да одговориме на прашањето: чии гласноговорник во суштина Јанес Јанша во услови кога имаме промовирање и на нова европска десница, Европската народна партија? Дали за ова во суштина може некој да се крие како австрискиот канцелар или пак поголеми идеи? Јас го следев вашево утрински разговори. Интересна е констатацијата и да видиме всушност зошто центрите како Берлин официјален Париз се уште децидно ги немаат отфрлено ваквите идеи кои апсолутно се за осуда и треба јасно да бидат отфрлени и од Европската комисија, затоа што било каков документ, сигурно ваков постои, дали во формални, во неформални кругови, со оглед на тоа што и нагласувам, со исклучок на председателот Пендаровски, кој децидно го кажа македонскиот став. Очекувам во престојниот период и поагресивен негов настап и активности во Брисел со средби со официјалните европски државници. Но ние сметам дека од објект треба да прераснеме во субјект во регионот и преку јасно децидно повторување на ставовите за отфрлање на оваа идеја, која Македонија може да биде во суштина јасна колатерална штета затоа што случувањето во Босна и Херцеговина, каде што е главниот фокус на делувањето и решавањето, го отвори и косовското прашање, а со тоа и автоматски во суштина ќе отвори и евентуалното преуредување и на македонските граници. А во суштина станува збор за земји членки на Северноатлантската алијанса. И овде го отвора и прашањето дали се говори за Балканот како на европски дел од Турција, односно сметам дека дали сака Балканот да се претвори во граница помеѓу две религии, што е исклучително опасна теза и тенденција во 21. век. Јасно е дека шпекулациите што се изнесени во тој документ се многу опасни. Меѓутоа,
откако се надмина таа фаза на прв шок, он де факто најмногу се однесува на Босна и Херцеговина и на де факто заглавената фаза во која се наоѓа диалогот таму. Сите чекаат да видат што ќе се случи со Бајденовата администрација. Европската унија има една мантра која повторува за територијалното единство во Босна, меѓутоа во Босна факторите клучни кои што се на сцената, хрватскиот, српскиот и бошњачкиот, имаат спротивставени гледишта за тоа што е иднината на државата. Таму се води една полемика околу измена на законот, изборениот закон, кој што дава поинаков начин за бирање на представниците во таа компликувана структура на Босна и Херцеговина. Нема ли овој документ на таа Јаншино-Орбановска десница всушност да помогне да се отворат похрабро и порезолутно разговорите околу новата структура на Босна, без таа да се разбира заврши со распад, туку да се редефинира, бидејќи тоа ќе баре известна интервенција во босанскиот устав. Прашањето е сега колку и докаде ќе се оди со тоа, бидејќи тоа може да ги повлече овие консеквенции за кои што вие говорите. Решението за Босна и Херцеговина и незиниот конечен статус, како и на косовското прашање, е невозможно без новата американска администрација. Токму Дејтонска Босна е резултат на оваа администрација во Вашингтон. Од тука сметам дека не е ни време ни место кога Европската унија е најслаба. И ранета од внатре, затоа што токму со овие кинески, руски вакцини, продорот на кинеското и руското влијание на овој дел од Балканот, да се отвараат прашања како Босна и Херцеговина, затоа што веројатно овие теми одговараат веројатно на Хрватска, на Србија, затоа што гледате српскиот министер за одбрана имаше зачудувачка изјава каде што велеше за него е добро сите срби да бидат во една држава. Еди Рама не го негираше документот. Значи повторно повампирување на едни стари идеи во услови кога имаме потрага по новиот германски лидер, ослабена Европска унија, Пари стои понастрана и има своји домашни проблеми. И сметам дека враќањето на американската администрација на Балканот овде, Бајденовата политика која е јасно позната, некако бавно се враќа таа булдожер политика. И само отворените прашања меѓу Босна, Косово, билатералниот спор помеѓу Македонија и Бугарија реално треба да се решава и со директно учество на американската администрација. И токму од почнатиот диалог помеѓу Вашингтон и Брисел и во рамките на Северноатлантската алијанса пребавно се палат тие мотори во суштина и премногу се занел Јанес Јанша во улогата на европскиот Доналд Трамп со оглед на тоа што го користи овој празен простор, како што овој диалог во суштина кој се обидуваат внатре во радикалната десница или новата европска десница, поставувањето на факторизацијата на Јанша во Европската унија и особено е опасна оваа изјава затоа што Словенија и словенечкиот премиер свесно или несвесно овој негативен багаж го носи на себе и влегува со председавањето на Европската унија која е за неколку месеци во суштина, односно за 40 дена. Од тука сметам дека додека двајца се караат, односно постои јасен конфликт на оваа зацкриена идеја која е подметната под маса од страна на словенечкиот премиер, го користи во суштина овој простор Русија и Кина. Јас би во отворено моје излагање го кажал загрижувањето и дрскиот однос кој во суштина го манифестира, например, една амбасада на Руската Федерација во Скопје, која е прашање дали или не е повреда на Виенската конвенција за дипломатски односи, но јасното истакнување на став на официјален представник на македонската држава, каде што се поддржува односот на американската држава во однос на украинското прашање и се поддржуваат нашите сојузници од Северноатлантската алијанса, имавме еден подценувачки дрзок однос на Руската Федерација преку еден твит на социјалните мрежи и мислам дека е тоа несвојствено и
всушност овие модус операнди операции на Русија и продорот на кинеските инвестиции на Балканот ќе бидат искористени во вакви услови на опасни идеи за поделба на државите, за размена на територии, промена на границите и слаба Европска унија од внатре, бидејќи таа подклекна на принципот на солидарноста во суштина, во условите на пандемија, не знае каде се движи во однос на проектот на малиот Шенген, остана незатворено прашањето во однос на Македонија и сметам и дека токму овој диалог кој не треба ние да чекаме и да некој друг да каже од Берлин и нашите министри не само да одат во Берлин, во Париз, во Брисел, децидно да ги нагласуваат ставовите и да барат осуда на ваквите идеи, но и малце поагресивно треба да го искористиме овој меѓу период за барање на можни решенија и подготовка на македонската јавност и за нашите билатерални спорови кои исто така се суштински со цел да заврши овој процес на европеизација, бидејќи балканизацијата наспроти европеизацијата е мегдан за многу други државни актери кои се надвор од европската приказна. Се разбира, во целата таа анализа има еден историски нов елемент. Македонија е членка на НАТО. Се чини дека и оние кои што може би има најголеми резерви и се спротивува не заради зли причини, туку заради дилемите што тоа може да значи Македонија, веројатно сега би требало да им стане јасно која е разликата кога седите на масата на најголемата светска алијанса, кога вакви проекти се појавуваат, отколку кога не сте на таа маса. Да, и Турција и Грција се членки на Северноатлантската алијанса, но имаат територијални билатерални спорови. И овде е добро заради тапијата и потврдата на територијалниот интегритет за она што сите влади се залага и го добивме со нашето членство во НАТО. Но сметам дека некако премногу се подценува оваа тема од македонската политичка елита. И од власта, и од опозицијата. Затоа што сите овие идеи сега се срамежливи, но сметам дека тие може да бидат како топка снег која може понатаму да се зголемува во суштина. Затоа нешто треба да се менува македонската надворешна политика, нивниот пристап, поагресивен настап и во разговорите со представниците во официјален Брисел и да побараме уште поголем ангажман. Сметам дека она што се најави од официјален Вашингтон во однос на спорот со Софија, се уште не ги имаме добиено првичните сигнали и од актерите кои треба да ја формираат новата бугарска влада. Затоа што премногу комплицирана е состојбата во моментов и доколку не ја имаме и другата страна на паричката во однос на започнувањето на преговорите со Европската унија, тоа ќе придонесе за значајно комплицирање и политичка нестабилност на овој дел од Балканот, односно на Западниот Балкан и Европската унија. Професор доктор Маријан Ѓуровски, благодарам за ова утринско брифирање. Мислам дека прецизно ги изложивте своите ставови за оваа актуелна тема, која што ние ќе продолжиме да третираме и наредниве денови, па можеби тоа ќе придонесе до да кажем изградување на еден поотворен и по-резолутен став од страна на македонските опозицијски и структури на власта. Благодарам за учеството во утрински брифинг. Благодарам, голем поздрав.